Добро, почитувани, повеќе од една недела Ковачевски и Османи кријат што се случува со 4 милиони долари на сметката на мисијата на Фрчковски во Њујорк. За подсетување, на сметката на постојаната мисија на Македонија во Обединетите нации се префрлени пари од поделбата од продажба на имот на СФРЈ во Њујорк, префрлени се лани по продажбата во септември. Од тогаш, на два пати, во декември лани и јуни годинава, Фрчковски како амбасадор добива официјални инструкции да ги врати парите во буџетот на Македонија, но тоа тој не го прави. Почитувани, уште нема одговор. Како е можно амбасадор да не постапува по инструкции и да остане неказнет за тоа? Како е можно да не враќа пари на граѓаните во буџетот? Дали е вистина дека конфликтот за парите трае уште од септември лани, кога Димитар Ковачевски беше во Њујорк, а Фрчковски на средба со свој предпознатлив стил на зборови му рекол дека нема да ги врати парите. И по сето тоа Фрчковски останува неказнет. Почитувани, вакво самоволие е недозволиво. Фрчковски беше одбиен да биде амбасадор во држава сојузник на Македонија, па беше испратен во мисијата во Обединетите нации да амбасадорува сепак во Соединетите Американски држави. Кој и што е тоа што му дозволува вакво однесување на Фрчковски, но и ваква понизност на Османи и Ковачевски кон самоволието на Фрчковски? Каде е Стево Пендаровски во сиот проблем? Почитувани, Македонија и денес страда од транзицијските олигарси кои што уживаат на грбот на народот. Владата веднаш да соопшти за што се планирани овие пари. Дали повторно на повидок е матна скапа сделка на Фрчковски. Ковачевски турка нови даноци, а Фрчковски не му враќа пари 4 милиони долари во буџетот и ужива во неказнивост. Ви благодарам, повелете со прашања. Денес имате уште еден повик за да се приклучите кон манифестот на парламентарните партии кои што го предложи власта. Велат дека манифестот е потпишан, но е добра основа да се разговари, дека се помалку шанси има ВМРО ДПМН и Мицкоски да се приклучи на тој европски блок. Размисливте ли го, разгледавте ли документот? На идентичната пресконференција од вчера од страна на СДС, идентично и ќе одговорам. Со овој чекор власт уште еднаш ја испушта можноста за консензус, имено седнале Буер Османи, Артан Груби, можеби и Бојан Маричич, напишале документ кој што го нарекле манифест и откако самите го дефинирале, го пуштиле во форма на соопштение преку сервисната служба на СДС до јавноста, со повик до ВМРО ДПМН да прифати веќе напишан текст. Освен тоа што со овој чекор тие признаваат дека не мрднале ниту милиметар во насока на остварување на стратешките интереси на државата, тие покажуваат и отсуство на целосен капацитет за градење на консензус. ВМРО ДПМН, откако официјално ќе го добие овој документ, ако воопшто има основа за разгледување, ќе го изанализира и ќе излезе со свој став. Тие нема да ви испратат. Велат јавно е објавен. Многу работи се јавно објавени, се работи за повик, кој што они еве веќе втор ден го упатуваат, напишале документ кој што го нарекуваат манифест, потпишан е, како што велите вие, од голем број на политички лидери, а сега го веќе вториот ден го нарекуваат добра основа за разговор. Ке повторам уште еднаш, покажуваат базично непостоење на капацитет за компромис и за консензус. Седнале, напишале документ, го подпишале документот, го даваат во јавноста и бараат негово прифаќање. Воопшто не мрднале ниту милиметар во насока на остварување на стратешките интереси на државата, покажуваат и отсуство на целосен капацитет за градење на консензус. Откако ВМРО ДПМН ќе го добие и официјално документот, ако има основа за разгледување, ќе го изанализира и ќе излезе со свој став. Ви благодарам.